Па видите сега, дерби е тоа сепак, али знаете, тиквиш секогаш оде на победа, така ќе биде у сабота, но сепак треба да бидеме со ладни глави, да не се залетуваме одма, и да не мислиме дека ќе биде лесно, сепак се работи за противник кои што амбициите негови се исто како на тиквиш. Нивна цел сигурно исто така е прво место, но ние веруваме у нашиот квалитет, не само по мене и по сите играчи и по широката фудбалска јавност. Ние сме најквалитетна екипа, не само источниот дел, слободно можам да кажам и од западниот. Така да сабота одиме на тие 3 бода и се надевам дека со 3 бода ќе го завршиме овој есенски дел и со тоа ќе бидеме многу блиско до тоа прво место, каде што после имаме месец-два добро да анализираме, добро да се припремаме. Управата и шефот на стручниот штаб Раде добро да размислат со добри адекватни заселување, таму во мај месец да го дигнеме тој пехар и конечно Тиквиш да после толку време и град Кавадарци да гледа таа прва лига. Некош во фудбал ти топката кога нече. За наша среќа ете таа 87 минута дадивме гол. Го добивме тој меч, мислам дека скоро на сите играчи веќе не е заборавен тој меч. Сите играчи се концентрирани кон саботниот меч со Брегалница. Лесен меч нема, тоа се потврди во Крушево. Очекувам исто така тежок меч и у сабота со Брегалница, али мислам дека што се однесува до мене, а мислам дека до играчите ние сме спремни да го дајме 100% максимумот на теренот и мислам дека со исполнуваме задачите на шефот ќе дојдеме од таа победа. Добитната формула за во сабота е да се продолжиме со добрите игри како претходните два надпревара. Со особено овде на првиот надпревар направивме од 10 до 15 100% шанси, кои 7 од нив реализиравме. Истата добра партија повторивме и во Крушево. Значи таму направивме од 10 до 15 100% шанси, таму реализиравме на крај. Фудбал се игра од прва до 90 минути. Значи ние во сите 90 минути доминиравме во Крушево. 90 минути, 70 минути беме во противничките 16 метри. И за среќа постигнавме тој гол за 3 бода. Исто и за надпреварот во сабота со Брегалница. Си играме нашата игра, се сконцентрираме во нашиот двор тука. До изминатите 2 недели одработивме добро, атмосферата е на највисоко ниво, самодовербата на играчите исто е на највисоко ниво и од прва минута атакуваме на победа. Се освен победа за нас ќе биде неуспех во сабота. И има рокади во составот, 1 до 2 рокади ќе има сигурно. Застроениот билтен е добар, сите играчи се во комбинација и ќе го извадиме најдобриот состав што може во сабота. Јас се надевам веќе до крај нема да имаме такви работи како некогаш што беше Крушево скроздан за таа реализација. Нека биде тоа еден лош ден и дај Боже со Господ напред па сабота да ни врате па со реализација. Ја добивме таму Брегалница, да кажем, може малку и со среќа. Очекувам во сабота да ја добиеме на многу поубедив начин. Самата самодоверба кај играчите, значи на самиот тренинг се гледа дека пукат од самодоверба, дека се желни за таа утакмица, дека и јавно да кажам со поддршката на Лозари кои што скоро на сите утакмици не следеа и не е бодрат. И мислам дека со нивна поддршка и со поддршката на публиката, на сабота Брегалница не може да бара тука. Утакмицата е во сабота во 13 часот, покана до сите. Ја мислам дека веќе нема што да и каниме, се иде публика. Доста сме посетени така да и мислам дека ова утакмица е доста интересна и за од другите градови, че има најава, доста и прволигашки екипи и сами фудбалери че идат. Ако гледаме дека и прва лига веќе нема некое дерби што може искри да има, така кажано. Мислам дека ќе има доволен број на публика. Ване многу убаво каже нас многу голема помош и со Лозари. Дечките стварно се број 1 во Македонија и сите екипи ако имат кај Лозари, добро. Ние имаме таа среќа, имаме такви навивачи што
живеат исто како и ние со клубот за да остварят таа цел што е. Се надевам дека сабота ќе тепаме и да бидеме таму кој што треба да бидеме.